Владата се уште не дава одговор на трите прашања за поврзаноста на Пекер и македонската власт, кои опозицијата ги постави до нив, но и до премиерот Заев. Прашањата од ВМРО ДПМН се поставени откако во јавноста, осам на видеото каде контроверзниот турски бизнисмен преку видеопорака, пресметувајќи се со турските власти, кажа дека се познавал со Заев и бил нагости кај него. Од опозицијата прашаа кога Заев се сретнал со Пекер надвор од Скопје. Колку од советниците на Зоран Заев во неговиот кабинет оствариле средба со Седат Пекер и со кои високи функционери од МВР октомври 2020 година Седат Пекер имал средба во хотелот Буши, за што е известен и Агенцијата за национална безбедност. Но одговор на прашањата нема. Само демантираат дека премиерот се познавал со Пекер, кој доби македонски пасош со туг идентитет. Премиерот Заев и неговото семејство немале и немаат никакви средби, соработки, ниту конекции со споменатото лице. Категорично ги отфрламе како лаги и манипулации сите вести во кои премиерот Заев и неговото семејство се доведуваат во каква било врска со споменатото лице. Пратеникот од ВМРО ДПМН Милошовски пак писмено до собранието достави пратеничко прашање упатено до министерот Спасовски, кој де факто е надоврзување на трите прашања за кои властите одговор немаат. Дали во периодот октомври-декември 2020 година началникот на МВР за меѓународна соработка и Интерпол Рефик Керими остварил една или повеќе средби со мафијашот Седат Пекер, по кого токму Интерпол трага со потерница. Од помош на оваа тема би можеле да бидат документите кои за меѓународниот мафијаш Седат Пекер ги води и Агенцијата за национална безбедност. А нема одговор ни од обвинителството. Дали по видеото од Пекер, тие ќе го повикаат Заев на информативен разговор или пак ќе оформат предмет по допрен глас. Прашањата ги испративме вчера, но и денеска одговор не добивме. Инаку случајот мафија, каде меѓу главните актери е Седат Пекер, е случај кој го обелодени опозицијата, дека 214 криминалци добиле македонски пасош со туг идентитет. За оваа афера беа уапсени неколку лица, претежно шалтерски работници во МВР, кои признаа вина и добија затворски казни. Но во јавноста, барем засега, нема информација дали истрагата е проширена и дали некој од високите ешалони на власта им давал насоки на службениците да дават пасоши со туги имиња.